Над 2100 договори се реализирани со ИПАР-2 програмата во која Македонија е регионален лидер. Околу 60 милиони евра се исплатени токму за поддршка на овие над 2100 апликанти. Она што особено ме радува што најголем дел од нив се млади земјоделци. Според Николовски, сепак најважно е следното. Земјоделците денес повторно ја вратија довербата токму во институциите и во ИПАР-2 програмата, која што за разлика од ИПАР-1, која што беше тотално неуспешна и во која што вративме 55 милиони евра назад во европската каса, во ИПАР-2 докажавме дека сите средства може да бидат искористени. Успешното реализирање на средствата е причина што Европската Унија го зголеми буџетот. Така да, денес имаме 97 милиони евра европски средства за располагање за модернизација на македонското земјоделство, а ако на ова ги додадеме средствата од нашиот национален буџет и средствата на апликантите или корисниците на средства, доаѓаме до над 200 милиони евра, кои што во овој период и во овие години на користење на ИПАР-3 средствата ќе бидат наменети за модернизација на македонското земјоделство.